Почитувани, поради штетните владини политики, ВМРО ДПМН долго време укажуваше дека Република Македонија е на прагот на електроенергетски колапс, но власта на заево заминување сето ова го прикриваше со единствена цел да не си го загрози сопствениот и онака нарушен рейтинг во изборниот процес кој се одвиваше изминатиот период. Вистината почна да излегува на виделина веднаш од кога заврши вториот круг на локалните избори, кога спротивно на доскорешните лажни убедувања дека ситуацијата е стабилна, наеднаш се донесе уредба за прогласување на електроенергетска кризна состојба. Акумулациите за работа на хидроцентралите се на ниско ниво, посебно последниот месец, кога се на минимум со вкупна резерва помалку од 10%. Ваквата состојба се манифестира уште од периодот кога само прогласените шампиони во енергетиката продаваат вишоци на електрична енергија, фалејќи се дека заработуваа од продажбата. Но дали навистина е така, потврдува сегашната состојба на празни акумулации и немање резерви на електрична енергија, тогаш кога е најмногу потребна. РЕК Битола се сведе на работа со еден блок со половична моќност и со резерви на јаглен помалку од 2 дена за работа. Пред само неколку дена се запали изолаторот на енергетскиот трансформатор на блок 3. Настана пожар и хаварија од поголеми размери, поради што блок 3 ќе биде надвор употреба подолго време. Вчера пукна цевка на котелот во блок 1, а бидејќи блок 2 е во ремонт, РЕК Битола 24 часа не произведуваше струја воопшто. ВМРО ДПМН од секогаш е за правилно раководење на комбинатот РЕК Битола. Наместо да се уништуваше РЕК Битола и да се планира негово затварање, доволно беше да се заменат електростатските филтри и да се реши проблемот со загадувањето. Исто така, наместо да се исцрпуваше комбинатот со партиски вработувања, со криминални тендери и со недомакинско работење, ние требаше да градиме други производни капацитети за електрична енергија, а во исто време да се мисли на отварање на нови рудници на јаглен во околината на комбинатот, токму за вакви тешки времења. Наместо да увезува поскап јаглен, можеа да го реализираат проектот за отварање на рудникот Живојно. На тој начин ќе ја спасеа домашната кревка економија од пропаст, бидејќи со вакви ситуации, како што е сегашната, е посебно важно да функционира домашното производство на електрична енергија. Тендерите за искуп во РЕК Битола, кои ги прават со цел да испумпаат пари од компанијата кај приватници блиски до власта, сега им се вратија како бумеранг. Дебалансите кои што се случуваат во преносната мрежа, кои ќе ги платиме сите ние преку буџетот, и новата зголемена цена на електрична енергија која е неминовна во блиска иднина, се реалност од која нема бегање. Едно е јасно, Македонија е клекната на колена без доволно сопствено производство на електрична енергија. Не очекува колапс, не очекува сиромаштија и прекини во снабдувањето со електрична енергија. Преносниот систем оператор МЕПСО е пред банкрот со преземање на туѓа енергија од европската мрежа, за што ќе треба да се платат над 15 милиони евра. Ваков срам за македонската енергетика немало од незиното осамостојување до денес. Поради овој несериозен пристап, се почигледно е дека во наредниот период ќе се соочиме со рестрикции и со повторно поскапување на електричната енергија, која и онака 2 години наназад поскапуваше. Одговорност за вакво расипничко однесување кон енергетиката и државата мора да има. Благодарам.